Благодарам. Почитувани колеги, почитувана јавност, согласно членот 76, барам дневниот ред да се измени со тоа што точката 3 би станала точка број 1. Точката 3 е предлог на закон за ратификација на договорот за услови за слободен пристап до пазарот на трудот во Западниот Балкан. И сметам дека во ваквите услови е суштински важно да разговараме за работниците, да разговараме за нивните права, како и нивните можности за живот во нашата држава, обременети со сите предизвици кои што ги носи македонското секојдневие. Внимавајте со оваа точка број 3 во измената, односно во сюжетот од власта се напоменува дека овој закон треба, односно оваа ратификација да се донесе со цел да се подобри животот на сите во регионот, како и за зајакнување на регионалната соработка и меѓусебно разбирање. Да симплифицирам, владата сака со оваа ратификација да им даде можност на сите земји во регионот да ги превземат македонските работници и единствено нешто што оваа влада во овој период го прави за македонските работници е да им овозможи подобри услови да емигрираат, односно да најдат полесна работа во земјите на Балканот. Ние се наоѓаме во услови кога оваа влада е скарана со најголемите репрезентативни синдикати. Целосно нарушени односи со ССМ и со КСС, заради тоа што не сака да го почитува тоа што го ветила, откако брутално ги излаже на 1 мај, излегувајќи заедно со работниците на традиционалните штрајкови, кревајќи ги триумфално нивните раци и ветувајќи им дека ќе има покачување на платата. И тоа не се случи. А што тоа не се случи? Во моментот кога дискутиравме на седниците за ребалансот на буџет, вработените, односно работниците кои што протестираа надвор од оваа зграда и ја блокираа улицата, беа брутално навредувани од пратениците на мнозинството. Затоа барам оваа точка да биде прва на дневниот ред, да отвориме дискусија, да ги повикаме работниците да ги следат дискусиите и да видат зошто оваа влада, наместо да се фокусира внатре во границите на Република Македонија, со услови, со закони, со мерки и со покачување на платите, да ги подобри условите за сите работници и им овозможува полесно да емигрираат. Има работници кои што се потешко го сврзуваат крајот со крај. Видовме дека сметките за струја се многу повисоки од тоа што кажува. Инфлацијата е рекордна од 16,8%, таа е онаа која што е во соопштението, а привидната е многу поскапа, можете да го видите тоа во маркет, а сепак владата одбива да разговара за состојбата со македонските работници. Затоа уште еднаш ќе кажам, точката број 3 да биде точка број 1 и да дискутираме за секојдневието на македонскиот работник. Не за полесно заменување, да за подобри услови во рамките на нашата држава. Благодарам.